Може ли? Да ни кажете, Црвениот крст е овде во кругот на Кочанската болница Штип, Кочанската болница. Нудите вода, се барат крвни единици. Има ли потреба од крвни единици, од дарување на крв? Кои крвни единици недостасуваат? Да, страшна трагедија, за жал, сочувство до сите семејства што најверојатно изгубиле некој член на семејството, нешто што најмило веројатно. Тука сме од раните часови утрински со екипи на Црвениот крст, тоа што го правиме моментално во Кочани. Даваме, тимовите се подготвени за давање на психолошка прва помош, за прва помош делиме вода. Секако дека се организираме и во останатите центри, односно Велес, Скопје. Таму исто така и Штип имаме наши тимови кои истото го прават, значи делат вода, дават психолошка помош на населението. Во текот на денов ќе се организираме дополнително, значи во смисла на мобилизирање на дополнителна хуманитарна помош. Најверојатно ќе ги отвориме за кратко нашите телефони добро познати за собирање на средства и нашата сметката на нашиот фонд за солидарност. И секако другото ќе биде следено. За сега нема потреба од крв, затоа што доволно има резерви и количини на крв, доколку има потреба и тоа би може да го направиме, но цениме дека за сега не треба да собираме, затоа што навистина резервите кои ги имаме сега ги задоволуваат потребите на моментот. Се прават ли списоци родители, пријавуваат ли имиња, барат ли деца? Да. И вие правите ли како Црвен крст? Правиме, помагаме, значи тешки се моментите, треба да делуваме синхронизирано и координирано. Секој од субјектите кои сме повикани во вакви ситуации да делуваме, треба да ги преземе своите одговорности и обврски и да ги следиме, да речеме да ја следиме координацијата од еден центар, се со цел да бидеме ефикасни и да не предизвикуваме дополнителни непотребни реакции. Така да се што ќе биде побарано од Црвениот крст, тоа ќе биде исполнето и секако ќе ги следиме инструкциите. Значи правиме што за моментот е најпотребно да се прави и дополнително ќе доаѓаат екипи на Црвениот крст од Скопје, веќе се мобилизираат дополнителни тимови за психолошка прва помош, се со цел денеска да бидеме со граѓаните во Кочани, за жал во ова голема загуба и трагедија. Колку родители, рековте списоци, имате ли евентуално бројка колку родители се ги барат децата? Список имаме список, не би можел бројка да нешто на памет да ви кажам, но како и да е, многу сме внимателни во тој дел, затоа што Црвениот крст без помош на институциите на системот не може да дава податоци. Значи сега веројатно обвинителството е тој орган што ги води работите во тој дел и навистина ќе чекаме инструкции од државните институции, се со цел да не предизвикаме дополнителни проблеми.